цело време става акцент на уставните измени, внесување на бугарите што се однесува до започнување на преговорите. Но од друга страна Европската унија, Европската комисија исто така ставаат акцент кој се игнорира, а кој се однесува на корупција, на владење на правото. Последниот случај да го анализираме со вице-премиерот Арбен Фетај, вице-премиер за добро владење, и цело време велам каква е таа иронија. Добро владење, заради тоа што немаше информации дали оди на работа, дали зема плата. Никој од високите функционери не сакаше да одговори, да одговори на овие прашања. Премиерот Мицковски велеше, изјави од каде знаете дали не оди на работа. Министерот Тошковски не даде одговор за обезбедувањето на Арбен Фетај. Министерката за финансии Кочовска не одговори за тоа дали овој човек, овој вице-премиер бил исплатуван, дали земал плата. Функционерите и политичарите треба да разберат дека имаат обврска да обезбедат отчетност кон граѓаните и да покажат одговорност во начинот на кој ги спроведуваат и извршуваат своите функции. И за тоа секако треба граѓаните имаат право да прашаат и да добијат одговор. Преку медиумите се разбира, тие се тие посредници. Дали ќе прашуваат преку медиумите? Да, добро или лично или се ќе разбира. застанат пред влада да бараат информација за тоа дали некој доаѓа на работа. Мислам, тоа е основна работа и таа информација треба да е достапна секојдневно. Кога ќе отворите веб страна на некој функционер на друго место, стои дали е in the office или патува некаде денеска. Значи, таа информација е јавна информација. И ако е некаде на пат, треба да знаеме каде отишол на пат, зошто отишол на пат, што ќе прави таму. Ако е на одмор, нека кажат, нека е на одмор. Значи, иде како се користи одморот. Значи, сите прашања имаат право да ги постават граѓаните, дали лично, дали преку медиумите. И преку јавните податоци, конечно. Значи, и за тоа се треба да има јавни податоци. Одговорите од типот не знаеме или не можеме да кажеме или тоа е политика, се несоодветни. Затоа што политиката си има свое место. Извршната власт подразбира обавување на функцијата онака како што треба. Одговорно, отчетно, транспарентно и треба да се види кој што работи. За жал, таа ситуација траеше подолго време и ние сите бевме сведоци на тие постојани прашања од страна на медиумите. Исто така и граѓанскиот сектор имаше прашање во собранието како надзорен орган, нели ја контролира работата на извршната власт, но ниту еднаш не беше обезбеден соодветен одговор. Ниту еднаш функционерот не се огласи самиот да даде објаснување. Премиерот има обврска да даде одговор на такво прашање и да даде отчет затоа што тие се негова одговорност. Владата, директно министерскиот кабинет е надлежност и одговорност директно на премиерот. Ако министрите имаат своји портфолија и треба да се грижат за нив, премиерот треба да се грижи за тоа како функционира владата како извршна власт. Да не зборуваме за тоа колку тоа беше најблаго кажано несоодветно однесување, посебно кога станува збор за личност која што треба да биде пример. Вице-премиер кој што е задолжен за доброто управување. А доброто управување најмалку подразбира обавување на своите работни обврски или обезбедување на тоа секој во извршната власт да си ја остварува својата работа онака како што тоа е запишано со закон, а тие треба исто така да ги координираат според позицијата вице-премиер, да се грижи за доброто владење. Што е владење? Владата владее со институциите и треба да се грижи за доброто работење и за доброто управување. А сето тоа се постигнува со примерот од највисоко ниво.
Ако ние имаме таков пример од вице-премиерот за добро управување, дека не се грижи за тоа каков печаток остава или дали ние мислиме дека тој сепак добро работи и управува, треба да му е важно. И премиерот ако смета дека тоа е како би го нарекла неоправдано прашање или несоодветно прашање. И така, ако е добро прашањето, а јас можам да тврдам дека вие не одите на работа, вие треба да ми докажете дека одите. Како тоа сега ќе ме прашате вие мене, од кај знам? Еве, покажи се да те видам. Значи, имам право секој ден да прашам. Велите влада е со, како велите, со институциите, владата всушност покажува дека влада е со парите на граѓаните. Потоа велите, ова е несоодветно однесување, ова е класична злоупотреба. Тука сосема неоправдано се исплатени платите. Да. Ако некој тврди дека одел на работа и за тоа земал плата, а таа плата е во висина колку беше некаде околу 2000 евра, што може би не е висока во споредба со европските стандарди, меѓутоа за македонските стандарди тоа сепак се високи. 5 пати е поголема платата на функционерите од минималната плата, ве молам. Тука сепак треба да се има одговорност и отчет, да се има чувство за тоа што значи спроведувањето воопшто на извршната власт и што значи спроведувањето посебно на таква позиција. Значи тоа е неодговорно однесување, трошење на јавните пари. Да. Тука има потреба да се повика некој на отчет и на одговорност. Не треба да чекаме утре ревизорот да ни напише дека се исплатени платите, а некој не доаѓал на работа, затоа што очекувам дека таму треба да постои некаква евиденција за тоа кој дошол на работа денес. Антикорупцијска не реагира. Значи не можам тоа да го коментирам дали реагирала антикорупцијската комисија, би требало да реагира. Прашувам. Не знам, немам информација, не бев тука во тој период и од кога дојдов веќе видов дека има таква нека ситуација која што ми беше многу невообичаена. Јас имав прилика господинот Фетај да го сретнам на неколку настани надвор, кој што сосема коректно ја обавуваше таа улога таму. Ова беше изненадување, но мислам дека е неодговорно однесување и дека за тоа треба да се види и дали има простор за санкционирање, не само политичко одговорност. Се разбира. Ние сме навикнати, сега ќе го смениме во парламентот, веќе го наградија со позиција во Брисел и сега тука се ќе заврши, дека не се доаѓало на работа. Тоа е класична злоупотреба на парите. Тој треба да ги врати, но и да одговара за таа злоупотреба. Значи, тука затоа реков да се види каков тип на одговорност. Дали може би некаква одговорност, не само политичка. За тоа треба да се видат и етичкиот кодекс на владата, дали тука постои некаква дисциплинска, да е обичен вработен за 3 дена недоаѓање на работа, ќе добие отказ. Дали може би тоа се случило, па ние не знаеме дека добил отказ и не примал плата, ама се води како функционер и политика. Сега правиме хипотези. Не, ама немаме докази. Затоа што ние, може би една таква ситуација, само не сакале политички да го кажат тоа, ама сега јас си правам хипотези. Да, мора да докажат. Ама апсолутно е несоодветно, не сме така да се продолжи, да се сметаат овој тип на избегнување на одговори како нормална работа. Апсолутно тоа не сме така да биде. Гледаме дека сега Арбен Фетај е награден од страна на владата, од премиерот Мицковски. Ова е класична шлаканица кон државата, кон граѓаните. Награден е, добива некаква позиција, специјален представник во Брисел. Не знаеме дали станува збор за Европски парламент, Европска комисија, Европска унија. Точно немаме информации. Ова е една ситуација во која што политиката, затоа што слушнавме такви коментари во собрание, дека тоа е политика, дека ќе се најде политичко решение, ќе се реши политички прашањето, треба да се интервенира во составот на владата. Значи, тоа е политика, ама политиката сака да се оградува од некои работи кога на неа и одговара. Демек, сега е политика, ние политички сметаме дека он дошол да помогне и сега политички го испратиме во Брисел. Ама
кај сме во делот на одговорноста спрема граѓаните. И што сработил овој вице-премиер не дознавме 2 години веќе. Најправилно би било едно такво заминување на таа позиција. Да се даде отчет, да се даде одговор. Може би нема да е пријатно да се каже јас тие 3 месеци се лутев и не сакам да доаѓам, сега пак правам хипотези, не сакам да доаѓам на работа. Ама во тие 3 години сработев тоа или 2 години. Ова се моите резултати, ги постигнавме овие резултати, јас сега заминувам од овде, еве владата или политиката ми дава доврва. Треба да направи пресконференција, да даде одговор на се. Тоа би било најсоодветно и најприватливо. Секој има право да биде во одредена ситуација и незадоволен и да изреагира и да си даде оставка. Но мора граѓаните да знаат. Ама сето тоа треба фино да се презентира, убаво да се образложи. Јас не знам, сосема непотребно се создава една ситуација уште веднаш на негирање на таа позиција во Брисел. Може би навистина таму многу ќе придонесе. Ама требаше од овде да се обезбеди соодветно повлекување, излегување, отчет, па иако треба и да се извини на граѓаните. Политиката нека си прават што сакаат. Затоа велам, кога им одговара на политичарите, викаат ова е политика, не даваме одговори, ама имаат обврска да бидат одговорни пред граѓаните. Кога се трошат парите на граѓаните. Случајот со градоначалникот на Карпош, Сотир Лукровски, покажува дека постои класична нетранспарентност на трошењето на парите на граѓаните, нетранспарентност на информациите, отчетност. Еве, ние знаеме сите светски лидери од што боледувале, од што сега се болни, дури за норвешката принцеза, знаеме дека чека, дека е ставена на листа на чекање за трансплантација на плуќата. Искрено да бидам, немам информации никакви за случајот. Сега има информации дека комисијата на Сотир Лукровски не му дава продолжување на боледувањето. Не знаеме ништо, ние всушност немаме никакви информации. Знаете што, ја не сакам да се свати, и тоа не ми се допаѓа како граѓанин, дека сите имаат право се да знаат за здравствената состојба на другите во детали. Но сепак, кога постои јавна функција, постои и одговорност да се даде информација на граѓаните. Соодветна, сразмерна на потребата на граѓаните. Нека се заштити личната информација. Затоа што стана збор за избран функционер, кој што го гласале граѓаните. Тој функционер има обврска пред граѓаните. Дали ако е навистина влошена здравствена состојба, соопштение формално, официјално може да се даде од општината. Има ли такви правила колку тоа може да трае, па за колку време ќе треба се види како да се постапи според тие изборните закони, дали има некакви одредби, рамки, лимити, граници, да. А меѓутоа пак се враќаме на тоа дека станува збор за обврската да се биде одговорен и отчет да се даде пред граѓаните и транспарентно мора да биде. Ние треба да знаеме што се случува. Не дај Боже да е, не знам, некаква сериозна здравствена состојба, тоа никој не го посакува. Меѓутоа, треба граѓаните во општината да знаат, градоначалникот нема да ги извршува своите функции до тогаш. Затоа што се наоѓа на лекување, да нема шпекулации и тука, дали е на боледување, дали е болен, тука не можеме ние да навлегуваме, ќе треба се види кој може да го прави. Јас наистина не би сакала да ние јавно да имаме пристап до било какви здравствени информации. Тоа може да биде. Да, и затоа реков и немам многу информации, но истата ситуација... Треба на демократски начин да се реши. Истата ситуација како претходно, да сватат дека имаат обврска да дадат одговор. Да дадат отчет.
Ако за градоначалникот има таму цел кабинет и некој од кабинетот треба да даде отчет или не знам дали ЗЕЛС може да го прави тоа, се разбира. некој треба да даде објаснување што се случува, за да се мисли што ќе се прави понатаму. Како вели премиерот Мицковски, градоначалникот на Карпаш Сотир Лукровски мора да мирува. Знаете, ние овде некако стои дека се може така да се помине со една ваква паушална изјава, може да мирува, па на одмори, па од кај знаете. Меѓутоа, што ако некој за ова поведе некаква постапка некаде? Верувате дека тоа би се решило ако се поведе постапка? Значи, што ако се поведе постапка и некој тргне по патот да докаже... На правдата. Да, да докажува дека тој човек не одел на работа, не бил болен, нема соодветно отчет, трошал пари и што ќе биде разрешницата. Значи, ние едноставно мораме да се научиме да се однесуваме согласно законите. Дека ако нешто е предвидено, дека ако треба да се оди на работа и ако се има обврска да се обавува таа работа, ако е некој избран за градоначалник, таа е сепак позиција која што предпоставува редовно одење во канцеларија. Затоа постојат тие кабинети, тие совети. Како функционира воопшто општината, кога надлежностите се поврзани на советот и на градоначалникот. Што е причината, треба да се даде убаво објаснување врз основа на документи, ама таму кај што треба. Во советот на општината, во ЗЕЛС, тие кај граѓаните што го управле, затоа што не може и ова да помине само така. Ние сме научени дека за се така се поминува. Никој сега кој ќе се занимава со тоа да водам постапка да барам било каква. Ама и тоа може да се случи. Знаете зошто не функционира судството, не функционира казнивост, тоа е логиката. Токму таа логика мораме да минеме. Ние мораме и тој правосуден систем да го тестираме. Да. Значи, ако не му поднесеме никакво барање, он нема да постапува. Па да видиме дали ќе одлучи и како ќе одлучи. И колку години ќе трае постапката. Ама ние, дури некој ако некому должи, најчесто одговорот е тужиме. Поднеси тужба, па тоа ќе трае во судовите, ама сето тоа мораме некако да го надминуваме. Случај јавно здравство, односно институцијата на јавно здравство, секогаш ревизијата педантно работи, педантно ги запишува, ги пишува тие извештаи како вели, незаконски додатоци се земале, плата се земала без работа, сомнителни набавки имало, ДКСК сега отвори предмет, а финансиската полиција вели управата би се вклучила во случајот доколку обвинителството го побара тоа, ако издаде наредби и насоки, практично институциите се ги префрлаат надлежностите и одговорностите. Разбирам зашто се некој некого чека. Многу пати сме разговарале за тоа како може и треба да се постапува по извештаите од ревизорите. Меѓутоа секогаш ревизорските извештаи се постфестум. Значи таа ревизија е за 24-та година, така? Да, мислам дека е 24-та во прашање. Откако се ќе заврши годината, па ќе се завршат финансиските извештаи, тогаш настапува ревизија. Значи, ние треба во овие ситуации да видиме како да се обезбеди законитоста во работењето на време, денеска, сега, во актуелниот момент, а не да чекаме се да се реши да излезе ревизорот. Знаете како тие раководни лица, директорот, другите раководни лица да не знаеле дека овие вработени не одат на работа. Тоа не сме така да биде. Знаете, онаа политика на незамерување не доведе до тука. Политиката или владењето со застрашување. Секој се плаши ако прозбори дека ќе изгуби работа. Сега јас ли сум дошол тука со овие да се расправам? До мене ли дошла работа да го пријавувам? Систем за укажувачи не функционира, никој ништо не презема и заради тоа ја губиме ние државата. Институциите не функционираат токму поради тоа што никој не се нафаќа
да направи било што смета дека треба да се расчисти некоја ваква ситуација, затоа што утре тие пак ќе останат да не доаѓаат на работа и да примаат плата, ама тој ќе ја изгуби работа. И немаме владење на право, каде што ќе може во суд, а исто уште од кога јас си дадов оставка од МВР, владееше она, секако дека во право си ти, ама тужи, па ќе видиме што ќе се случи. Значи, недовербата во судството, начинот на кој што работат судители, на кој се донесуваат судските одлуки. Сето тоа веќе е толку сериозно и вие го почнавте прашањето со извештајот на Европската комисија. Значи, еве од еден ваков разговор, ние гледаме колку имаме проблем. Значи, ова може изгледаат минорни, банални ситуации, мали проблеми со оглед на тоа сумите. Високи сте со оглед на позициите. Имаш ти градоначалник, па имаш вице-премиер и тука веќе станува збор за високо позициониран функционер. Ама за се треба да се реагира. Нема тука мало и големо. Гледаме што се случува во Албанија. Денеска кога ги слушав таму извештаите, се прашував што ќе направевме ние во таква ситуација. Ќе ги ставевме знамињата на Америка напред и ќе се поклоневме и толку ќе беше. Значи, ние штитиме државата како граѓани. Не сме спремни да заставиме и да кажеме државата не е за продавање. Затоа што овде се дели на наши и ваши. И на собствен интерес. И тоа. Исклучено. Собствен интерес, прво е поделено на наши и ваши по основа на политички партии, по основа на етникуми и тука веќе и личниот интерес. И ние, ако такво нешто се случи, протест, веднаш се политизира, веднаш се станува политизација, а не е интерес на државата. Значи, немаме државотворен народ кој што е подготвен да застане. Сега тие што ме гледаат може ќе речат лесно ти е тебе, ти имаш што друго да работиш. Сите не имаме што друго да правиме. Значи, ама сите треба да сме подготвени да кажеме не може бе ова пак. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам и јас.